Добар ден. Прво издание на Дневникот на Канал Плюс во 16:30. За денешните актуелности во регионот почнуваме веднаш по кратката најава. Нови субвенции за работодавачите од владата. Работодавачите ќе добиваат 6-месечна субвенција за бруто плата, а ќе имаат обврска работникот да го задржат дополнителни 6 месеци. Утре ќе има авионско прскање против комарци во Штип и Карвенци. Во четврток авионско запрашување ќе се спроведе и во Кочани. Надпреварите во следната фудбалска сезона фудбалскиот клуб Брегалница ќе ги игра на стадионот во Кочани. Личи на реконструкцијата на градскиот стадион во Штип. Владата нуди нови субвенции за зголемување на вработувањето. Работодавачите ќе добиваат 6-месечна субвенција за бруто плата, а ќе имаат обврска работникот да го задржат на работното место дополнителни 6 месеци. Државната субвенција ќе се исплаќа во два износа: еден понизок за лицата кои немаат квалификации и еден повисок за оние лица со повисок степен на образование. Со оваа мерка работодавачите може да добијат или 22 или 20.000 денари на месечно ниво државна помош за ангажирање на еден работник во трајање од 6 месеци и ќе имаат обврска по тие 6 месеци да го задржат работникот на работа уште дополнителни 6 месеци. Апелираме работодавачите да искористат оваа можност. Постои обем на средства кои што овозможува финансирање на уште 100 дополнителни вработувања. Со едноставна пријава до Агенцијата за вработување на Република Македонија, работодавачот може да аплицира и воедно да го наведе и лицето, профилот на работникот кој што му е потребен. Тој може самиот да го предложи лицето кое што сака да го вработи, а доколку нема таков предлог, тогаш агенцијата ќе му помогне да му обезбеди профил на кадар кој што му е потребен да го ангажира во рамките на своето претпријатие. Третата изборна единица од крајниот исток редовно остварува средби со граѓаните. Комуникацијата со граѓаните и застапувањето на нивните интереси во законодавниот дом е секојдневна обврска на пратениците. Народниот избраник од третата изборна единица Сузана Секуловска се подостапна за граѓаните од источниот регион. Без разлика на партиската и верската определба на граѓаните, незините канцеларии во Пехчево, Берово и Делчево се отворени секој работен ден за решавање на нивните проблеми, но и за помагање во донесувањето на повеќе идеи за подобар живот во овие општини. Како пратеник ги застапувам сите исто заедно, значи законите кои што ги носиме во собрание се закони кои што се опфатени сите граѓани на Република Македонија без разлика на партиска и верска определба. Во изминатиот период донесовме закони кои што и мерки кои што се за подобрување на животниот стандард на сите граѓани во Република Македонија. Дали тоа ќе биде потреба од објаснување за некој донесен закон или за некоја мерка за вработување, пратеничката повторно отворена за сите граѓани. Пратеничките канцеларии и во Берово и во Пехчево работат секој ден од понеделник до петок. Средба со граѓаните остварувам во петок. Граѓаните најчесто доаѓаат да се запознаат со некои мерки кои што ги донесуваме во собранието. Сметам дека имаат потреба од објаснување што опфаќа законот, затоа што кога ќе го донесеме законот, има различни ситуации во кои што се наоѓаат граѓаните и мерките кои што ние ги донесуваме, сметам дека имаат граѓаните и дополнително потреба од дообјаснување што всушност опфаќаме со тие мерки. Инаку пратеничката Сузана Секуловска до крајот на својот мандат ќе ги заштитува интересите на граѓаните, а ќе се насочи и кон воспоставување на поголема отчетност и транспарентност на работата на народните избраници во собранието на Република Македонија. До крајот на мојот мандат јас би кажала дека ќе ги застапувам граѓаните подеднакво, значи без разлика на нивна партиска, верска определба, ги поддржувам во сите, да кажеме, културни, ги поддржувам во нивните традиционални, во културата ги поддржувам подеднакво стојам исто зад нив за вработувања, за квалитетно образование. Центарот на јавно здравје од Штип во соработка со Министерството за здравство утре ќе врши авионска дезинсекција на подрачјето на општините Штип и Карвенци, на места кои пролетва беа поплавени. Прскањето ќе се врши во период од 5 до 8 часот наутро. Претходно пчеларите треба да ги заштитат пчелите. Ларвицидна дезинсекција ќе се изврши во пределот на поранешна фабрика Македонка, потоа во населба Три Чешми, на реонот меѓу населбите Баби и Сењак 4 и по течението на реките Отиња, Лакавица, Раданска река и Брегалница.
Вкупната површина која ќе биде третирана е 75.358 метри квадратни. Во четврток од 1 до 6 часот наутро авионско запрашување против комарци ќе се изврши на подрачјето на општина Кочани. Високите температури не го нарушуваат планираниот ритм на асфалтирање на штипските улици. Денес се работи во населбата Баби во Штип, каде се асфалтира улицата Лески. Ова е 14-та сообраќајница која целосно се обновува во овој бран инфраструктурни зафати во Штип. Општина Штип започна со реконструирањето на улицата Лески во населбата Баби. По текот на вчерашниот ден и денес се вршат подготовките за асфалтирање со тоа што се отстранува стариот асфалт. Вредноста на проектот е околу 2 милиони денари и ги изведува градежната фирма Стојменов од Кочани. Значи во текот на вчерашниот ден и денес се очекува да заврши отстранувањето на стариот асфалт, а веднаш по создавање на услови до крајот на оваа недела, евентуално следната, ќе биде поставен новиот асфалт. Асфалтот на улицата Лески во населбата Баби не е обновуван повеќе од 20 години, а за жителите тоа значи посигурно возење под услов како што велат да не се стави тенок слој асфалт. Асфалт става 2 сантима за една година не могу. Тука нема ставано 20 години, после 20 години. Ja, 20-30 години. Е добро. Добар пат, само стапе добро, да стапе, а не само тури 2 мм тамо, и тоа е тенко. За година, за тоа се пај учиште. А сега убаво изгребано, да се дотера само. Што друго тоа е? После 20 години нов асфалт се става. Ама многу малку асфалт стават. Така да става нормален асфалт, нема проблем. Се е добро што се направи и нека се прави. Нема дупки, иначе колите ги искршиме. Секаде почна по сите населби. Супер, што да кажам, се најдобро. Ова е 14-ти поред проект на градоначалникот примариус магистар Илчо Захариев и Советот на општината за асфалтирање на улиците во Штип. Во иднина ќе следува реконструкција на крак 1 во населба Железничка во вредност од 3,2 милиони денари и во Долна Железничка во вредност од 3,4 милиони денари, откако прво ќе се работи на водоснабдувањето. Ќе се асфалтира и дел од улицата Маршал Тито кај јавното претпријатие ИСАР, потоа Пиринска, Васил Доганџиски, уште десетина други помали улици во населба Дузлак и дел од улиците во населбата Чардаклија. После 80 години околу 2000 жители на штипската населба Стар Караорман добиваат канализациона мрежа. Инвестицијата изнесува 400.000 евра, а во реализацијата на овој зафат вклучени се општина Штип и јавното претпријатие ИСАР. По многу години поминати со празни ветувања, од денес жителите во Стар Караорман со издржано ветување дека ќе го решат суштествениот комунален проблем. До нова година 2000 жители ќе добијат канализација кои што не беа вклучени во канализациониот систем. Ние тоа ќе го направиме експресно. Значи целата инвестиција чини некаде 400.000 евра, а канализацијата ќе биде во должина од 6,5 километри. Минатата година Стар Караорман го реши и проблемот со водоснабдувањето. Низ чешмите во оваа населба веќе не протекува нечиста вода, откако постојниот систем беше приклучен на градскиот водовод. Веднаш по завршувањето на канализацијата, од локалната самоуправа ветување дека ќе се пристапи на асфалтирање на сите калливи улици. Инаку претходно канализација добија и соседните населби Чардаклија, Балканска и Македонка, кои наскоро ќе бидат приклучени и на филтер станицата, со што и тие ќе добијат чиста вода за пиење. По завршување на градежните активности овде, кога ќе завршиме, материјалите денес од 5 милиони денари веќе пристигнаа во јавното претпријатие ИСАР. Започнуваме, значи да ја уклучуваме населбата Балканска, населбата Чардаклија и Македонка во водоводниот систем на јавното претпријатие ИСАР, бидејќи како што знаете тие до сега пие вода од друг водоводен систем, не беа со хлорирана вода. Овие зафати инаку се предизборни ветувања на премиерот Груевски и на градоначалникот Захариев, рече на денешното отпочнување со работа на канализационата мрежа директорот на јавното претпријатие ИСАР Ангел Бојаджиев. Грција, Егејското море и Летово се најбарана странска летна дестинација за штипјани. Најавениот бран поскапувања не ги зафаќаат туристичките аранжмани, велат од агенциите. Неофицијално бранот поскапувања веќе се чувствува во Грција. Деновиве по медиумите се шират информации дека поскапувањето во Грција веќе стапило на сила по донесувањето на новите мерки за штедење кои подразбираат изголемување на данокот на додадена вредност, но сепак цените на аранжманите кои ги нудат штипските агенции остануваат исти.
Оваа сезона, 2015, цените ќе останат исти во цела Грција и нема да има кај туристите никакви поскапувања во однос на летните аранжмани или во однос на пазарувањата во соседна Грција. Ние сме присутни тамо речиси секоја недела, со туристите одиме тамо. Тие информации ги слушнавме, најнапред слушнавме дека нема бензин, па потоа дека биле поскапени кафињата и другите ресторански услуги, но тоа не е вистина, цените остануваат исти и самите грци тежнеат да продадат што повеќе, да можат да соберат поголем профит, а цената не е промената воопшто. На прашањето дали има потреба за загриженост кај македонските туристи кои летуваат во Грција, од агенцијата ни дадоа позитивен одговор. Патувањата продолжуваат беспрекорно. Многу мал број, можем да кажем незначителен број, може да потпрашат, тоа е во однос на тоа што го гледаат на телевизија, но никаква паника не е створена, патниците патуваат беспрекорно, значи и нема никакви промени во тој дел. Егејското море е едно од поубавите мориња во овој регион. Според близината и чистотата на водата и песочните плажи, па поради тоа може да се каже дека акцентот за летување и оваа година се става на нашиот јужен сосед. Како времето станува потопло, така интересот се зголемува. Сонцето си го прави своето и секој го предизвикува да отиде на плажа, на море, да се сонча, да се капи, да се разладува. Така да интересот некаде до 20 август е во најголем ек. И бројките на туристи кои што се пријавени во тој период се најголеми. Неофицијално поскапувањата се однесуваат на кафињата, пијалоците и храната, за кои цената ја формираат самите трговци, а одлуката на зголемувањето на данокот на додадена вредност за хотелските услуги ќе се применува од октомври годинава. Германските владени представници почнаа да користат мобилни телефони за еднократна употреба при патувањето во странство, поради стравувањето од преслушување. Телефоните за еднократна употреба биле користени не само во земји како Русија и Кина, кои продолжуваат да бидат во конфликт со Западот за голем број прашања, вклучувајќи за конфликтот во Украина, но исто така и за време на посети на блиски сојузници како Велика Британија и САД. Министрите за внатрешни работи и миграција на Европската унија се согласија дека ќе прифатат околу 60.000 бегалци. Ова значи дека бегалците кои доаѓаат пред се во Грција и Италија ќе бидат распределени во други земји на Европската унија, за да се олесни товарот врз овие две земји членки. Европската комисија бараше од земјите членки да примат 60.000 бегалци пред се од Сирија. Најмалку 27 лица загинаа, околу 100 се повредени во експлозија во турскиот град Суруч, кој се наоѓа во близина на сириската граница, соопшти турското министерство за внатрешни работи. Како што пренесуваат светските медиуми, за време на нападот во културниот центар Амар имало околу 300 лица, припадници на Здружената социјалистичка младина, кои се подготвуваат да отпатуваат за Кобане, да помогнат во обновата на тој град. Шпанија го одби предлогот на Европската комисија да прифати 4300 емигранти кои влегле во Италија и во Грција и изразила подготвеност да прими само 1300. Шпанија е една од водечките земји што се противат на планот за распределба на емигрантите. Поради тоа, најверојатно тие бегалци ќе бидат префрлени во Хрватска и во Естонија. Додека големите жештини низ Европа ги зазедоа првите жртви, во Австралија во некои подрачја падна најмногу снег во последните 30 години со висина до 20 см, што се нема случајно неколку децении. Метеоролошкиот завод на Австралија соопшти дека снегот паѓал цела вечер. Последен пат снег во овие области на Австралија паднал во 1984 година. Со оглед на тоа дека снегот во овие делови е многу ретка појава, жителите и туристите не можеле да ја пропуштат снежната радост. Фудбалскиот клуб Брегалница своите надпревари од првата македонска фудбалска лига како домакин во новата 2015-2016 сезона ќе ги игра во Кочани, одлучи вчера раководството на клубот, потпишувајќи официјален договор со ФК Осогово. Во наредните денови од клубот од Кочани треба да ги отстранат утврдените недостатоци во и околу стадионот, забележани од страна на Фудбалската федерација на Македонија, пошто се очекува и официјално да се добие неопходна лиценца за прволигашки надпревари.
Од раководството на Брегалница веќе ја информирале Фудбалската федерација дека сините во новата сезона ќе играат во Кочани поради реконструкција на градскиот стадион во Штип. При тоа е одлучено Брегалница надпреварите како домакин во новата сезона во Кочани да ги игра во сабота. Брегалница досега одигра 2 пријателски надпревари со екипите на Академија Пандев од Струмица со резултат 4:1 за сините и екипата на Шкупи, каде што повторно победи Брегалница со резултат 2:1. Следните контролни надпревари Брегалница ќе ги одигра против екипите на Силекс, Хоризонт и Пелистер. Вардарци вечерва ќе го дочекат Апоел на Филип II во обид со победа да го минат кипарскиот тим и да се пласираат во третото квалификациско коло за Лигата на шампиони. Црвено-црните ќе имаат огромна поддршка од трибините, бидејќи според информациите досега се продадени 16.000 влезници, а отпуштените во продажба остануваат уште 6.000. Времето до почетокот на реванш средбите од Лигата на шампионите помеѓу Вардар и Апоел се намалува, а со тоа расте и возбудата кај сите фанови на црвено-црните. Желбата е денеска да се дојде до голем резултат и да се обезбеди победа на дуелот против Апоел, со што ќе се направи голем успех и ќе се обезбедат уште барем 4 средби во европските купови. Ова е се во Дневникот во 16:30. Ви посекуваме пријатно попладне со програмата на Канал Плюс. Со нови информации се гледаме повторно во 20 часот.